странци се најдоа затекнати во Тајван за време на катастрофалниот земјотрес. Еден од нив е македонецот Матеа Николовски, кој што за среќа е добар, но ни ја пренесува сликата изминативе неколку часа. Поздрав од Тајван. Ситуацијата овдека за сега личи дека е прилично мирна и стабилна, но да бидам искрен, така личеше и околу 1 час по страшниот земјотрес кој предизвика реакција нормално кај нас, но и кај локалните жители. Се чини дека брзо го надмина тоа, барем во главниот град Тајпеј. Околу 1 час имаше прекин на железничкиот сообраќај, на метрото. Можеше да се забележат некои луѓе излезени од зградите каде што престојуваат. Таму бевме и ние. Еве, од хотелот каде што бевме ние сместени, ни рекоа дека се проверува градбата, дали е се во ред, и кратко потоа заклучија дека е безбедно да се влезе внатре. Па така, некако тоа беше единствената реакција што ние во Тајпеј можевме да ја видиме кај локалците, но претпоставам дека било малце поразлично онаму близу до епицентарот, каде што имаше и разурнати згради и повредени и така натаму. Меѓутоа, тука луѓето личат дека се подготвени на вакви работи, на вакви случувања. Точно дека ова беше еден силен земјотрес, најсилен во последните 25 години. Меѓутоа и тие послабите ги прават некако луѓето да се навикнати да ги очекуваат овие природни случувања. Инаку од наши пријатели и колеги разбравме дека има владата одреден систем преку кој ги известува и предупредува граѓаните во врска со вакви настани. Например, неколку секунди пред земјотресот бил испратен еден вид на аларм или сигнал на мобилните телефони на луѓето. Претпоставуваме дека штом се забележи од страна на сеизмолозите, тоа веднаш предупредување се испраќа. И неколку секунди, може би не се премногу време, но претпоставам дека може да сменат одредени работи во зависност од тоа во каква активност се во моментот вклучени луѓето. Така што таков вид на предупредувања и препораки стигаат до нив и објавени се на нивните официјални страни, преку кои што и ние се информиравме. Например, се уште гледаме дека има голем број на авторшокови во истото подрачје, но прилично помалку се чувствуваат во Тајпеј, затоа што се и послаби за среќа по интензитет. Овде немавме никаков контакт со официјални лица од амбасада или некое конзуларно представништво. Овде, колку што сме свесни, не ни има македонско представништво и не знаеме каде е најблиското, но секако не планираме да го скратиме ова патување. Според очекувањата ќе останеме уште некои десетина дена, бидејќи за тогаш ни беше и испланирано заминувањето.